вечер и добродојдовте во уште една емисија Отворено. Програма во која граѓаните ги поставуваат своите прашања. Се наоѓаме во ситуација кога она што го очекувавме од 10 јуни од 12 часовниот состанок во Брисел не се случи, не се исцртаа контурите за излез од актуелната политичка криза, а еве и 5 дена подоцна немаме јасна насока кои би биле патиштата за излез од македонската политичка криза. Синој ќе се одржа состанок, односно координација на опозицијските партии, од каде што произлегува истите ставови и преодна влада, без Груевски начело на таа влада. Премиерот Груевски пак од друга страна вели да предвремени избори може и пред април, но преодна влада не. Граѓаните очекуваат решение. На моје огромно задоволство, вечерва имаме поголема група на граѓани кои што се инспирирани да постават прашања на нашите вечерашни гости. Ви поздравувам, благодарам. И да ги представам гостите кои што вечерва ќе одговарат на прашањата на граѓаните, нешто што е секогаш за поздравување, бидејќи со сите од свој интегритет ќе се исправите пред она што тие имаат да го постават како прашање пред вас. Тоа се Ивон Величковски, председател на Либералната партија на Република Македонија, Ермира Мехмети, претеничка на Демократската унија за интеграција и председател на Комитетот за односи меѓу заедниците. Сега веќе председател на Комисија за европски прашања. Комисија за европски прашања, благодарам. Господинот Оливер Спасовски, генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, и Јове Кекиновски, универзитетски професор и аналитичар, член на форумот на Слободоумни патриоти и до неодамна долгогодишен член на партијата ВМРО ДПМН. Добро вечер на сите и благодарам што сте вечерва тука. Значи имаме бројни прашања од граѓаните како ќе се реши кризата, како ќе се врати довербата во институциите, меѓутоа бидејќи не добивме некакви смерници за тоа на 10 јуни, ќе почнеме со анализирање на актуелната ситуација. Тоа произлегува прочем од прашањата на граѓаните. Првото го поставува Маја Петровска. Здраво. Јас сум Маја. Микрофон. Да се вклучи ли добро? Повелете. Вака би сакала да прашам до господинот Оливер едно прашање. Тоа е доколку се очекува се постигне компромис на преговорите во Брисел. Нели предвидено е двете страни да направат одстапки. И се би сакала да прашам дали СДСМ е подготвена да направи некои одстапки и дали веќе има направено некои одстапки. Во однос на разговорите кои што се воде и во Брисел, меѓутоа претходно и во Скопје, СДСМ покажа јасна и недвосмислена определба дека треба да има разговори, да има политички диалог во Република Македонија, за кој што се залагаме веќе подолго време. Навистина, во однос на прашањето дали СДСМ е подготвена да направи одредени одстапки, мислам дека првенствената одстапка која што треба да се направи од страна на владата и на ВМРО ДПМН, односно на Груевски, заради тоа што креатор на целата оваа состојба во Република Македонија во изминатите 9 години е токму Груевски и е името и презимето на проблемот во Република Македонија. Спремноста да се седне и да се разговара со човек кој што владее како диктатор во Република Македонија, со човек кој што ги криминализираше сите институции во Македонија, да се седне да се преговара со човек кој што ја уназадува Република Македонија во последните 9 години, навистина е сериозна остапка. Инаку со такви луѓе воопшто не треба да се седне да се разговара ако имаме во предвид се што направија на Република Македонија. Дали од тука произлегува ставот кој што го слушаме вчера по координацијата на опозицијата, дека уште само кус период ќе се остави за ваков обид преку преговори да се најде решение, дека потоа ќе се радикализира состојбата, што значи тоа? На крајот сепак мора да се седне. Ставот на Социјалдемократскиот сојуз е став кој што е од поодамна, не е од вчера. Ставот дека се залагаме за преводна влада без Груевски, односно во моментот мора во Македонија да се направи дегруевизација на целиот систем со кој што се владе Република Македонија. Што значи тоа дека само уште кратко време оставате за договор? Тоа значи дека ќе мора многу посериозно да се свати состојбата во Република Македонија, ако досега не е сватена. И навистина нема време граѓаните на Република Македонија да бидат заложници на еден човек и на една политичка гарнитура која што владее во последните 9 години. Затоа сметаме дека разговори, односно преговори мора да има, мора да продолжат и времето полека, но сигурно дека ќе се стеснува во натамошниот период за тоа за да се постигне било каков договор кој што ќе биде во интерес на Македонија и на граѓаните. Фари Хисени, следен поставува прашање.
Се слушали? Добро. Да. Здраво на сите, јас сум Фари Хисени. Моето прашање се однесува кон господицата Ермира Мехмети. Прашањето мое е колку партијата од каде вие потекнувате има да доверба во државните институции? Па јас мислам дека генералната оценка во државата, а таа ја споделуваме и ние како политичка партија, сериозна политичка партија, е дека довербата на граѓаните во институциите е сериозно нарушена, особено по објавувањето на прислушуваните снимки кои што покажуваат до кој степен е надмината таа линија на ограниченост или поделба помеѓу партијата и државата. Тоа е една слика која што е погубна за една држава, која што се обидува себе си да се представи како зрела демократски, како подготвена во смисла на исполнување на реформските барања или критериуми за да стане членка, односно да започне преговори со Европската Унија, а уште потрагично за една држава која што тврди дека единствено билатералниот спор со Република Грција е пречка која што оневозможува ние да се зачлениме во НАТО и да ги отвориме преговорите со Европската Унија. Чувството на разочараност на граѓаните албанци е големо. Тоа секојдневно се чувствува, се демонстрира или се искажува, било преку медиумите или пак преку социјалните мрежи. И тоа е една од најголемите причини зошто јас како политичар, како представник сепак на една помлада генерација на политичари, оценив дека е дојдено време да се побара партиско, политичко дистанцирање од таквиот тип на владење и се разбира побарав институцијата одговорност и отчетност да се врати во нашиот политички дискурс и да стане една општа применета институција која што важи за секој политичар подеднакво. А какво расположението во партијата имавте и вие партиски состанок пред некој ден ги оставивте отворени сите опции за понатаму? Па мислам дека таа оценка дека сите опции се оставени отворени најдобро говори за тоа која е атмосферата и какво чувство или какво расположение владее во партијата. Говориме за повисоки тонови и барање за дистанцирање и изнаоѓање на начин како да се дистанцираме од еден тип на владење кој што по сите показатели, индикатори или мерки веќе се потврдува дека е во најмала рака недемократски, а и со изразени или истакнати премиси на некои типови на поавтократски или авторитарни владења. Господине Величковски, ви имавте преписка со европредседникот Иво Вајгл. Оценивте дека зазел страна со своите коментари по состанокот во Брисел. Ве замолувам за коментар на неговиот одговор, значи на вашето писмо и коментар на предупредувањето, ако може така да се нарече, на портпаролката на Јоханес Хан, која рече дека барањето виновници во посредниците не води никаде. Мислам дека тој имаше доста дипломатски одговор, иако не би сакал да навлегувам во суштината на неговиот одговор кон моето јавно отворено писмо, затоа што и двете се достапни во јавност. Оно што е суштинско е дека од неговиот одговор се разбра дека всушност тој не посочил на единствен виновник за постоењето на кризата и за спречување на наоѓањето на решенијата, така што мислам дека се разби една фама што одредени провладени медиуми се обидуваат да ја градат 2 или 3 дена контра опозицијата. Меѓутоа вие го имавте истиот став, затоа му напишавте писмо. Па токму заради тоа што се создаде една фама согласно неговата изјава дека опозицијата е виновна во рамките на преговорите за нивниот неуспех и за самото создавање на кризата, сметајќи дека станува збор за човек со огромно дипломатско, политичко искуство, новинарско искуство, сметав дека треба да се обратам како либерал кон либерал и мислам дека тоа даде резултат. Значи денеска всушност тој самиот се повлече од едно тврдење дека еден е виновен за кризата. Во дипломатијата знаете дека чекорите и победите, така да кажеме, се освојуваат една по една, но падна митот што некој се обидуваше од медиумите да го шири дека всушност опозицијата е виновна за исходот. Но дозволете тука и уште една опаска да направам на претходно кажаното. Се зборуваше тука дали се потребни отстапки од СДСМ и слично.
Прво обидот да оваа политичка криза се представи како судир меѓу две личности или два политички раководители или меѓу две партии ВМРО и СДСМ, мислам дека е погрешен. Ние зборуваме за длабока криза која што не е само политичка криза. Кризата е и институционална криза и прашањето на кој што денеска беа барем најавени или како област, како тема е всушност дали нашите институции ќе може да излезат од оваа криза. И затоа ако се тргнеме да се враќаме назад, значи да ги гледаме отстапките кои што Груевски е принуден да ги прави и кои што неопходно ќе мора да се движат натаму. Прво, да се потсетиме дека тој не прифаќаше избори пред нивниот конгрес во Куманово, тие рекол дека избори нема шанси. Сега исто тој Груевски вели избори, да, ако треба и април, ако треба и порано. Втора работа, значи јасно ни е дека во рамката е постигнато едно, дека Груевски прифаќајќи предвремени избори, прифаќа дека неговата влада не е легитимна. Затоа мислам дека само дистанцирање од раководењето во владата не е доволно. И втора работа, на овој начин ние влегуваме во можност да постигнеме темелно решавање на прашања кои што 20 и повеќе години овде се одложувани. Бидејќи институциите не се нешто вештачко или не се само една зграда, институциите се многу повеќе. Тие се дел од држава, тие се дел од систем и тоа е една пирамида која што се создава на тој начин. И на крајот да се потсетиме дека се во политиката мора да има да следи одреден морал, доблест и цел. Во првите два дела, очигледно дека моралот и доблеста недостасуваат. Целите кои што ги видовме во изминатиот период, особено со слушањето на бомбите, кои демаскираат цел еден подсистем што сам себе си се хранил и одржувал една власт на власт, практично јасно е дека само целите биле следени и тоа од одредени партии на власт. Уште само еден аспект од она што се случуваше веднаш по Брисел со вас, господин Кекеновски, во соопштението од Европската комисија стоеше дека лидерите на политичките партии морат подитно да најдат компромисно решение кое што ќе биде во интерес на граѓаните. Позициите се сосема спротивставени. Дали вие објективно гледате можност за таков договор, при што не ве прашувам за тоа вие што мислите како би требало да биде, туку објективно како ја гледате ситуацијата, дали има простор за договор? Па, доколку постои и малку совест, доколку постои и малку свест, сигурно дека мора да се најде решение на оваа политичка криза, бидејќи рековме, не е само политичка, туку институционална, односно државна криза, лесно може да се претвори во финансиска, па до и во социјална криза, како поминува се повеќе времето, односно како не сакаат пред се и не може да седнат на една иста заедничка маса и едноставно да седнат и да се договорат. Значи, во една ваква ситуација мора да постои компромис. Сега компромисот е наистина една широка област што е тоа кое што треба да се постигне компромис, да може сами политичките лидери, сигурно дека тоа ќе го решевме, немаше да бараме помош од Европската унија. Меѓутоа очигледно и Европската унија тука покажува одредена доза на непринципиелност, ставајќи се малку повеќе можеби на страната на една политичка партија и од друга страна заради тоа се погласни се барањата на јавноста, на граѓаните на Република Македонија, па и на политичките субјекти да се вклучат Соединетите американски држави, кои што некако на овие простори имаат поголема доверба кај граѓаните, токму ради нивната принципиелност по однос на или практика, бидејќи се покажале досега успешни во решавањето на сите овие спорови кои што биле на балканскиве простори. Имаше една шпекулација дека во јули може да се очекува доаѓањето на Викторија Нуланд. Дали вие, било кој од вас има информација, дали може да даде потврдено ова? Па тоа за сега е шпекулација, меѓутоа мене не би ме изненадило со оглед на повторно ги слушаме спротивставените ставови каде што воопшто Груевски не размислува да си поднесе оставка, бидејќи за да можеме да говориме за почеток на кризата, мораме во старта да појдеме од иста позиција. Што значи не може од позиција на премиер тој да преговара и повторно да побарува да биде премиер, од причина што тој е обвинет по разни основи, меѓу другото и за фалсификување на избори и навистина не држи, не е демократски да еден човек кој што ја добил таа етикета која што сигурно истражната постапка понатаму ќе покаже. Да не велиме обвинет. Ќе покаже, не може да и понатаму ја води посебно таа влада која што треба да направи департизација, деполитизација, која што треба да ги професионализира институциите, која што треба да го прочисти избирачки список и така натаму, да ја води таа преодна влада. Само кратко, Ермира, се извинувам за јас уште на самиот
уште дента кога беше објавен постигнатиот оној начелен договор од 2 јуни, прокоментирав дека тоа всушност значи дека владата е во оставка, оваа влада. Затоа што ние влеговме во еден процес на преговори помеѓу 4 политички партии, 2 од власта, 2 од опозицијата, значи најголемите парламентарни партии. Имаше договор за организирање на предвремени избори во април. Внимавајте, тоа не беше ниту барање, ниту позиција на премиерот. Не говоревме за некаква иницијатива за само распуштање на парламентот во рамките на парламентарното мнозинство, ниту пак имаше некаква оценка од страна на владата како институција, нели легитимно избрана на избори и така натаму, дека се создадени услови за да говориме за да одиме на предвремени или било какви избори, најмалку во април 2016. Од таа смисла, јас мислам дека овие преговори во Брисел сепак внесуваат еден нов моментум. За прв пат, значи, ние гледаме еден процес во кој што се вклучува и лидерот на ВМРО-ДПМН, чишто рекорд или чишто досие во смисла на капацитет за диалог и подготвеност да преговара со останатите политички партии, било да се од опозицијата македонска или партнерите во власта, е прилично или сериозно слаб. Тоа е премиер или лидер кој што не верува во квалитетот на внатрешен диалог, не верува во потребата од критичко мислење, дали во партијата или во јавноста преку медиумите, па мора да ги контролира сите. Не верува во духот на меѓуетнички соживот во смисла на рамковниот договор. И сигурно не е лидер кој што покажал доблест или капацитет или доволно квалитети за да може да биде дел од еден сериозен преговарачки процес во смисла на надминување на билатералниот спор околу името. Од таа смисла јас мислам дека има некое придвижување напред, но стојам зад мојот став дека не е доволно, не се доволно 3 средби, па макар и таа маратонската во Брисел, за да може да очекуваме промена или подготвеност за како се вика, за заминување од клучната позиција премиер. Најавувајќи вечерашната тема, побаравме од граѓаните нивно мислење, нивни прашања околу тоа како би се вратила довербата во институциите, како би се поставила таа патека на излегување од политичката криза. Никола Спировски во овој контекст го поставува своето прашање. Сметате ли дека клучните реформи, клучното реформирање на институциите ќе треба да и се остави на политичката влада која ќе ја наследи оваа привремена транзициона, наречете ја како сакате влада, затоа што таа привремена влада колкав мандати да добие секако нема да може да ги реши оние клучни проблеми кои ние ги имаме во државата или во превод. Тоа веројатно би подразбирало влада во која нема да, од која ВМРО-ДПМН нема да биде дел, затоа што видовме за овие 9 години како тие го подразбираат реформирањето на институциите и не само што видовме, туку и чувме. Значи прашањето е сметате ли дека клучните реформи ќе треба да ги направи владата наследник на привремената влада? Што се однесува до тоа со какви институции располага Република Македонија, апропо и дискусијата која што беше порано, се надоврзувам и на прашањето кое што следи. Ви имате состојба во која што се сомничи премиер на влада и председател на ВМРО-ДПМН и при тоа институцијата јавно обвинителство не покренува ниту еден чекор во постапките за да се процесуираат овие кривични пријави кои што се доставени. Тоа говори за самиот факт за партизираноста на институциите или дефект во системот на функционирањето. И што е важно за да имате реформа во институциите или реформа во Република Македонија воопшто, или како што нареков на почетокот, мора да направиме дегруевизација, тоа е прво да има политичка волја. Актуелната власт предводена од Никола Груевски нема политичка волја за да имаме институции кои што би биле департизирани, професионални институции кои што би биле сервис на граѓаните, а не сервис на партијата, институции кои што ќе допринесат вербата кај граѓаните да се зголемува и да имаат пред се сигурност во државата и во институциите на системот. Секако дека преодната влада или прв и основен услов за да започне целиот овој процес е оставката на Никола Груевски, човекот, рекол, кој што направи сериозни промашувања во овие 9 години за Република Македонија, формирање на преодна влада која што ќе биде во транзициониот период кој што ќе ја подготви Република Македонија за да може да спроведе фери демократски избори и секако дека новата
влада со полн политички капацитет ќе мора да отпочне со сите реформи и да навистина ги реформираме институциите и државата и да се започне да се формира една нова Македонија, Македонија како едно општество, не Македонија поделена на две и на три општества, со сериозни реформи во институциите кои што ќе функционират и ќе бидат од интерес за граѓаните. Кеновски Павеличковски. Да. Апсолутно, апсолутно една од формите е разгласувањето на институциите. По однос на ова прашање, јас многу пати досега сум говорил и навистина сметам дека овој период кој што е одреден, доколку бидат одржани изборите нели во месец април, период во кој што би требало да има некоја преодна влада, техничка влада или влада на широка коалиција, ние се уште не знаеме и се уште шпекулираме каква ќе биде таа влада. Очигледно, според моје длабоко убедување и според убедувањето на луѓето од форумот е многу кратко време. Вие не можете за 7-8 месеци да се обидете да направите нешто сериозно и оттаму сигурно дека ќе биде потребно таа идна нова влада да продолжи со сите оние мерки кои што ги превземе оваа преодна влада. Тежок е товарот. Ситуацијата е навистина невообичаена не само за Балканот, туку малку и пошироко. Ретко се гледа во политиката ваква ситуација и оттаму ние на некој начин постојано правиме некои експерименти, постојано се обидуваме да измислуваме нешто, да измислиме топла вода во целокупната оваа ситуација. Меѓутоа, не можете за 6 до 7 месеци или 8 месеци вие да направите функционални институции ако досега не биле тие функционални. Не можете во тој краток период да ги департизирате, не можете да ги професионализирате тие институции. Во тој период можеби да се обидете да зголемите граѓанската активност, која што е многу битна, кои што ќе бидат на некој начин коректор на институциите. Меѓутоа, од друга страна, не можете вие да изградите оваа подданичка култура која што имаме ние, која што доминира за жал во Република Македонија, не можете за 7-8 месеци да претворите во партиципативна политичка култура. Ќе позборуваме малку подоцна што е кој според вас би требало да биде мандатот на таа преодна влада, бидејќи нешто треба да се стори во тие неколку месеци. Меѓутоа, следното прашање, ако ми дозволите да. Комплименти за прецизно поставеното прашање. Прво, да се вратам назад на едно прашање што беше споменато околу договорот од Пржино и тука е многу битно за да стигнеме кон следното прашање. Договорот од Пржино со напуштањето на датумите за утврдување на преодната влада, содржина, опсек и така натаму, практично ги со најавите за нови бомби и слично, практично ги напушта веќе сите негови одредби. Тоа значи дека треба да си признаеме дека договорот од Пржино е практично мртов. Втора работа. Мора да бидеме свесни дека ако сега не започнат реформи и ако сега таа концентрациона, политичка, преодна, транзиторна, како сакате наречете ја влада, не започне одредени процеси кои ќе значат до сега тоа што било завршува, од сега се поставуваат основи, тогаш нема да можеме да стигнеме до следна политичка влада. Тоа значи дека кризата ќе продолжи и ќе се продлабочи. И затоа, практично сега е неопходно да зборуваме за политичка влада која што и сега ќе биде политичка, без оглед дали незините чинители ќе бидат експерти и слично. Туку напротив, дека тие ќе имаат политичка јасна поддршка и јасен мандат од партиите што ќе ги поддржат, за да станат членови на таа влада, министри и така натаму. И нешто е многу битно. Ако сето тоа значи дека има таа влада политичка, предната влада има политичка поддршка, тоа значи дека имаме и конкретни носители на одговорност. И тоа значи дека ќе можеме да спроведеме и процеси кои што сега за сега во моментов на никого не му паѓаат на ум. Да речеме процеси кои што се неопходни за да знаеме во колкава популационна држава живееме, како што е попис. Процеси како што се дефинирање на нов изборен законник, затоа што институциите функционираат онака како што ги представуваат граѓаните и ги остваруваат нивните права во тие институции. Затоа постои впрочем и државата. Тоа значи дека мора да имате нормално репрезентирани представници на граѓаните кои избираат извршна власт, која натаму ги менаџира институциите во кои граѓаните ги остваруваат своите права. Затоа ги упатив комплиментите за поставеното прашање, затоа што овие, јас не би рекол 8 месеци, напротив, сметам дека договорот од Пржино за жива среќа е еден минхенски договор, ако сакате историски гледано, кој што можеме да го оставиме во историјата и да одговораме на претходното прашање. Токму од тие причини, бидејќи Европската унија се покажува дека има премалку инструменти и премногу политички фактори внатре кои ја детерминираат незината политика, добрососедска на проширување и слично, неопходно ќе биде вклучувањето на Соединетите Американски држави и во соодветна фаза тоа ќе овозможи
транзиторната или транзиционата влада практично да биде и политичка, но и корисна за промена. Според нас, да подсетам, тоа е од 12 до 18 месеци како минимално потребен рок. Благодарам. Дали се согласивте вие на координацијата, ако можем така да ја наречем шире, дека договорот од 2 јуни повеќе не важи за вас како страна? Ние, значи, ги дефинираме нашите ставови и вчера се потврдени тие ставови на Социјалдемократскиот сојуз во однос на тоа што се барањата и дека обстанува опозициониот фронт. Но имаше и така конкретна информација, дали не важи повеќе договорот од 2 јуни за вас? Договорот од 2 јуни кој што кажува дека ќе се одржат предредени парламентарни избори во април месец 2016, значи дека треба да се исполнат сите други предуслови за да дојдеме до избори. А тоа е формирањето на преодна влада и создавање услови за фери демократски избори. Доколку немаме фери демократски избори, доколку немаме услови за создавање на фери демократски избори, уште на самиот договор можеби по тој редослед требаше да се договарат прашањата. Сега е само тоа едно конкретно договорено. Велам дали отстапувате од тоа? Тоа е условно договорено прашање. Значи тоа не е прашање кое што договорено еднаш за секогаш. Тоа е условно договорено прашање. Ако гледате во договорот кој што беше објавен, стои дека ќе се формира влада која што ќе ги организира тие избори. А тоа не може да биде влада, криминогена влада, која што се докажува преку вистината за Македонија и која што ја предводи човек кој што е креатор на целиот криминал во Република Македонија. Тоа е повеќе од јасно. Ермира, мислам дека вие одите на линија токму на логиката на Никола, кога велите во едно свој интервју дека транзицијската влада ќе има чист мандат да обезбеди мирен транзицијски период, организирање избори, транзиција на власта без разлика кој ќе победи, а новата гарнитура која што ќе произледе по изборите ќе го има товарот да го среди хаосот. Мислам дека истото го мислеше Никола. Да, моја оценка е дека овој процес што започна во Пржино и продолжи во Брисел наликува по многу елементи на оние така наречени преговарани транзиции што се случија низ Источна Европа по падот на Берлинскиот зид, кога партиите тогаш првично се договараа за тоа како ќе го променат уставот и потоа како ќе се организира транзицијскиот период помеѓу значи она владеачка елита и таа што би требало да ја превземе власта или кормилото после организирање на фери демократски избори. Мислам дека во таа смисла или од таа гледна точка беше тој договор и тој процес од Брисел треба да се поздрави затоа што мислам дека во крајна цел намерата беше диалогот да се стави во некаква институционална рамка и да се избегнат било какви конфронтации во услови на екстремна поларизација по улиците или низ улиците. Во услови кога гледаме колку е покачено или изголемено нивото на недоверба. Јас си понатаму мислам дека таа транзицијска влада или тој кабинет или не знам тоа тело кое што би требало да произлезе од овој бриселски процес треба да има стриктно или ограничена улога и да го направи токму тоа, да обезбеди мирна транзиција преку организирање и спроведување на фери демократски избори, а понатаму следната гарнитура треба сериозно да се нафати со таа можеби и историска улога за да ги реформира од корен институциите. За жал, она што нам не се случи во изминатите години е наместо реформирање, ни се случи трансформирање на институциите. Наместо демократизација, нам не се случи узурпација на институциите. Во такви услови, мислам дека највисоката цена ја платија или ја плаќаат граѓаните, затоа што сите анкети покажуваат колку е зголемено нивото на недоверба на граѓаните во институциите. Вистина зборувате како опозиција, еднаш рековте немаме опозиција во албанскиот блок. Да, значи пред да одиме понатаму конкретно на мандатот на преодната влада доколку дојде до таков договор, ги повикувам граѓаните од дискусијата досега за коментари или подпрашања. Повелете вие? Здраво. Јас сум Бојамин Мусли. Моето прашање е до господјата Мехмети. Бидејќи очигледно е против ова влада и особено против Груевски. Дали, господјо Мехмети, вие мислите јавно да се извините на граѓаните за тоа што неколку пати го гласавте за Никола Груевски и Јанкуловска? И дали ќе побарате ова да го направат и другите пратеници од ДОИ? Благодарам. Мислам дека секој од нас како политичар има две јавни или најмалку две јавни обврски. Првата е кон гласачите што не бираат и втората е кон партијата. Како пратеник избран во повеќе мандати, два пати носител на листа во Скопскиот и Скопско-Кумановскиот регион, јас сум длабоко убедена дека моето гласачко тело
најнапред, а понатаму и сите граѓани и јавноста очекува од една јавна личност која што е на крајот на краиштата и академски реализирана, да се изјасни и да представува ставови кои што не се конформистички, кои што не се опортунистички и на крајот на краиштата ставови кои што можеби нема да го направат да се чувствува среќен и задоволен секој во матичната политичка партија или политичко тело. Јас чувствувам јавна одговорност пред тие што ме гласале и затоа говорам јавно и отворено. И мислам дека нашата улога во општеството и како политичари не е и не смее да биде лимитирана или ограничена чисто во политичка смисла во сопствената политичка партија. Нашите одговорности се пошироки, се граѓански, се индивидуални, ако сакате, и се разбира наша должност и одговорност е во моментот кога ќе оцениме дека работите се навистина отидени во погрешен правец, да побараме јавно извинување за тоа. Јас сум апсолутно доследна на своите ставови искажувани во континуитет. Знам дека тоа е можеби недоволно јасно да се диференцира како став поради фактот што јас сум дел од една политичка партија која што е во извршната власт, но ве уверувам дека и во мојата политичка партија доминантно е веќе чувството и расположението во смисла на изнаоѓање начин како да се разграничи и да се зацрта таа линија на поделба помеѓу ДУИ и ВМРО-ДПМН. На крајот на краиштата ние представуваме или застапуваме различни етнички групи, различни принципи, различни концепции и во такви услови е тешко, ако не и невозможно да се изгради коалиција и мислам дека практиката тоа го става Но тука се поставува уште едно прашање, значи зборувате веројатно за можноста ДУИ да излезе од владата, нешто што се анализираше во контекст на тоа дали навистина постои политичка волја за средување на состојбите, бидејќи излегувањето на ДУИ од владата и одењето веднаш на следни избори кои што ќе се организираат како што сега се поставени работите, значи еден вид на поинаков политички прагматизам. Добро, ако ги гледаме работите во смисла на бројките, мислам дека во моментов теоретски ВМРО-ДПМН ги нема бројките за да го распушти собранието без подршка на ДУИ, затоа што тие го немаат веќе парламентарното мнозинство. Зборуваме дали ќе има подршка на ДУИ да Јас не мислам дека ДУИ сега е во позиција да ги гледа работите од чисто партиски интерес. Се разбира во политиката најчесто тоа е превалентното чувство или доминантното можеби чувство врз кое ги носиме одлуките, но би требало да биде интересот на граѓаните. Би требало, за жал. Но во услови кога работите се доведени до оваа точка во која што се доведени во Република Македонија, мислам дека смислата за одговорност треба да се менува во партиите. Имаме уште коментари или прашања? Повелете. Поставете. Прашање. Добро вечер, ги поздравувам гостите и ги поздравувам публикава. Јас сум Исен Рамадани. Едно прашање за господјава Ермира Мехмети. Зошто ДУИ не се повлекува од влада кога знаете дека е крим организирана, значи се гледа што има направено? И друго прашање за господинот Оливер, кога господинот Заев ќе објави за монструмот? Кога ќе се објави за монструм? Јас прва. Јас се надевам и очекувам дека овие внатрепартиски консултации кои што започнаа после пропаѓањето на преговорите во Брисел, не сакам да го наречам договорот мртов, му давам уште една шанса, но по стопирањето на процесот таму, прекинот на процесот, и фактички ја доведоа ДУИ во позиција да оцени дека за нас како политичка партија сега се отворени сите опции. Внимавајте, тоа е прв пат официјално преку партиско соопштение, не преку анонимни извори и некакви си шпекулативни кулуарски коментари. Демократската унија за интеграција јавно да обелодени дека и напуштањето на владината коалиција е една од опциите. Но, еве сега,
ќе се става малку во улога на адвокатот на ѓаволот. Не сум сигурна дали напуштањето пак на коалицијата во овој даден контекст ќе придонесе кон побрзо решавање на кризата или кон дополнително или натамошно продлабочување на кризата. Сепак во атмосфера во која што општеството е доминирано од популистичка реторика, популистички дискурси или начин на владење, во кој што постојано се тврди дека интересите на народот се први и централни и така натаму, а всушност нешто друго гледаме во позадина. Не сум сигурна дека било кој би се ставил во позиција да оцени дека можеби напуштањето на владата од страна на ДУИ треба да се гледа како слабост, а не како нова шанса за нови предвремени избори. Што се однесува до прашањето кое што беше поставено во однос на проектот Вистината за Македонија, морам да кажам дека овој проект кој што беше обелоден тие кој е многу болен за македонската држава, за граѓаните, за ако сакате и за воопшто и за еднината за државата, е едно прашање кое што ги обедини граѓаните како никогаш досега во Република Македонија. И мислам дека тоа е најголемата придобивка од овој проект. Второ, сметам дека, и тоа е став на партијата и на председателот Заев, дека целата вистина мора да ја дознаат граѓаните на Република Македонија. Бидејќи оваа власт во овие 8 години, предводена од Груевски, најверојатно по директна наредба, прислушувала над 20.000 луѓе со илјадници разговори кои што се во раците на опозицијата. И едно од клучните прашања или важни теми кои што се поставуваат е и прашањето околу убиството на Смилковското езеро или така наречено популарно случајот Монструм. Секако дека и овој случај и сите останати за кои што ветивме дека ќе бидат обелоденети пред македонската јавност, тоа ќе го направиме пред се заради граѓаните, за да се сочува и тоа единство, и тоа ткиво, и можноста Македонија да се гради како едно општество. Значи, во исто време треба сите заедно да внимаваме и од божните реакции во овој момент и да навистина се насочиме кон зачувување на спокојот и мирот во Република Македонија, бидејќи се друго нема да оди на рака на обединетите граѓани. Тука се согласувам и со господинот Иван Величковски дека ова не е борба на два политички лидери или борба на една со друга политичка партија. Ова е борба на сите граѓани во Република Македонија кои што се погазени во овие години, кои што не биле почитувани, на кои што им се гази на достоинството против една врхушка на власт. Јас не викам дека оваа борба дури ни против сите членови на ВМРО да помине, заради тоа што и тие се заложници, заробеници на политиката на една врхушка која што ја предводи Никола Груевски, така да вистината за Македонија ќе биде вистина за секого без разлика колку таа ќе боли. Да се обеледени оваа работа затоа што лежат во затвор како шпекулират по градов, дека лежат невини луѓе во Идризово, што не се сторители на овој монструм, како што имам слушнато по кампот во предвладава и пред... Ние сигурно дека реков ќе ги обелодениме сите аргументи и факти кои што стојат на располагање, а врз основа на тоа ќе знаеме и што е тоа што го имаме и за овој случај, како и за сите други случаи за кои што не јавме. Тука е случајот со А1, тука е за пропаднатиот попис и други случаи кои што се многу важни за граѓаните на Република Македонија. Јас мислам дека кога говориме за оваа дилема како ќе ја вратиме довербата на граѓаните во институциите, тогаш треба да го погледнеме прислушкувањето и од другата страна. Значи, тука неминовно се поставува и она прашање што ќе се случи со сите тие разговори кои што ги има ги поседува во моментов Социјалдемократскиот сојуз и како понатаму ќе треба да се поставиме кон фактот што тие сепак говорат за едно крупно досие од некои 20.000 прислушкувани разговори. Тоа е првата работа. Но втората работа што мене ми дава дополнителна причина зошто реагирам отворено и барам некаква промена во оваа ситуација, највеќе барам оставка од премиерот и луѓето вмешани во овие прислушкувања, е фактот што, например,
Во една од бомбите ние сите имавме прилика да чуеме како соговорниците всушност признаваат дека осудените лица од случајот Сопот всушност се држат во затвор, а не се виновни за тоа. Значи, соговорниците признаваат отворено дека и они знаат дека тие не се виновни, но дека ако би ги или кога би ги пуштиле во слобода, тоа би било крах на институциите. Јас верувам дека институциите ги создаваат или ги сочинуваат граѓаните и прва и единствена или централна улога на институциите е да бидат во сервис на граѓаните. Кога заминав за Америка, таму се случи оној голем инцидент од Фергусон, каде што полицијата уби еден млад припадник на црнечката раса. И пред да се вратам во Македонија се случи оној инцидент во Балтимор, каде што повторно бели полицајци убија еден црнец, припадник на црната или афроамериканската раса. Што се случи во тие, или што е лекцијата која што ја вадиме од таму? Институциите полагаат сметка пред граѓаните, а виновниците се носат пред лицето на правдата. Се разбира дека тие два инциденти представуваат, како се вика тоа, рана врз концептот на полиција во сервис на граѓаните и така натаму. Меѓутоа, една одговорна држава, едно одговорно општество реагира и ги презема потребните мерки. Во моментов, мој впечаток е дека можеби најголемата слабост, а во исто време и доказ за арогантноста на оваа владеачка гарнитура е фактот што тука доминира она чувство на неказнивост. Неотчетност и неказнивост. Никој не полага сметка и не дава никаква одговорност или објаснување за слабостите во системот. Оливер, може ли да одговорите со една реченица што ќе се случи со тие прислушувани разговори кои ги имате сега? И при почетокот на проектот, овие разговори кои што ги поседува опозицијата се над 20.000 луѓе кои што се прислушувани, инаку се многу, неколку илјади, стотици илјади. Тие разговори се собственост на Република Македонија и на граѓаните на Република Македонија. За тоа треба да има јавен обвинител кој што ќе е независен и професионален, кој што ќе знае да ја води работата во овој дел на обвинителството без разлика на политички, односно без политички влијани, без разлика на тоа кој ќе е на власт, и целиот овој материјал ќе биде предан на соодветен начин на јавниот обвинител кој што ќе треба да постапува понатаму врз основа на него. Бидејќи не е возможно да вие имате континуирани со години прислушување во Република Македонија, да ги нарушувате основните слободи и права на човекот и граѓанинот во државата и при тоа никој да не носи никаква одговорност. Дури да бидете дрски, безобразни на ваков начин на кој што се однесуваат премиерот и одредени министри кои што факт е дека преку снимките се укажува на нивна криминогеност. И затоа ќе морат да се сноси одговорност. Гледате дека пред неколку дена со една објава на таков скандал во Полска и тоа во многу помали размери, веднаш се презема политичката одговорност најмалку, нешто што треба да се направи во овој дел. Ние имаме прислушување со години, овде никој апсолутно не мрда со мал прст за да профункционираат институциите. Тоа беше шанса да се докаже дали имаме капацитет Побаравте збор? За таа работа. Во делот на функционалноста на институциите, зашто инсистирав на, меѓу другото, и на промена во претходното зборување, на промена на изборниот модел. Имате потреба од институции кои треба да бидат функционални, реално да изразуваат и политичка, но и секој друг вид на припадност. Тоа е неопходно за да не се случи еден случај како да речеме во минатиот собраниски состав, кога како член на постојаната анкетна комисија за слободите и правата на човекот и граѓанинот го постави прашањето на случајот Сопот. Знаете ли што беше ефектот после тоа? Немаше нова седница на постојаната анкетна комисија. И тука седат луѓе кои што биле во тоа собрание, кои што може тоа да го потврдат. Значи ние зборуваме за случај во кој што, да ве потсетам, по снимките се слушна дека види до 10 години во затвор ги бројат вика годините, после тоа више не бројат. Дали е тоа нешто што може да се, затоа кога зборував претходно за морал, доблест и цел. Значи целта била нешто да се заташка, а моралот и доблеста останале на страна, затоа што вие си играте со човечки судбини. Од тие причини, впрочем, и кога во соопштенијата минатата недела Либералната партија инсистираше на објавувањето исто така и на случајот на сознанијата за случајот Монструм. Зошто? Затоа што вие имате потреба од институции кои што ќе бранат владење на правото. Значи никој друг не го обезбедува владењето на правото освен институциите. И граѓаните заради тоа ги финансираат и имаат потреба од институции. И затоа кога зборуваме сега дали преодната влада може нешто само
да закрпи во меѓувреме, па некоја следна влада да започне со градење институции. Не. Институциите постојат, се градат и се финансираат секојдневно. И ние сега мораме да одиме од едно во друго решение, за да дојдеме до екзактни одговори. Значи, ние можеме дека да зборуваме дали е сега момент да излезе одредена партија од владата или не. Јас можам да речеме да ги разберам размислувањата на господјата Мехмети. Затоа што всушност сега е битно да се направи проценка што е најкорисно. Но за да се направи, да се дојде до вистинската проценка, потребно да се има план. Односно да се знае дали е потребно прво вие да определите датум за избори или не би било подобро да речеме да се оди методолошки, логично, јасно, и затоа сум искрено речено доста задоволен што овој така наречен Минхенски договор од Пржино е де факто неважечки. Значи, ако вие идете на обратен систем во кој што прво ќе кажете тоа и тоа ќе бидат задачите, и велиме попис, промена на изборен модел со една изборна единица и така натаму, тогаш можеме да зборуваме за тоа дека ни се потребни, пример, 14 месеци. И знаеме зошто се потребни 14 месеци за една таква влада, и после тоа, затоа што го зимате најдолгиот процес кој што треба да се спроведе. Во случајот тоа би бил, да речеме, пописот и резултатите од пописот. Да, кажи. Тренутна влада кој што ќе е гарант за се друго што ќе се договорите. Јас ви тврдам, тоа се покажа во минатото во пракса, дека Груевски би отворил се на маса и би разговарал и се договарал за се друго освен за собствената глава. Па вие гледате дека во секој од разговорите, па дури и во било кој, дали се тоа во Пржино или се во Брисел или се во Страсбург и така натаму, не му е проблем него да отстапи министерства на одредена политичка опција или на граѓаните воопшто. Потполно ве разбирам. И зошто институциите не ни функционираат на нас во Република Македонија? Заради тоа што тие што се задолжени да раководат со институциите, не раководат и не ги вршат собствените работи така како што треба. Што покажуваат бомбите? Или што покажува вистината за Македонија? Имате премиер кој што апсолутно не мисли на судбината на граѓаните, тоа не го интересира. И имате премиер кој што замислите, вика, се јавува на министерот за транспорт и врски и му вика, знаете, автобусите добро ќе ги исперете, ќе ги исушите и едно 5-6 сати ќе се возиш низ Скопје. Што покажува тоа? До кој е дережен и патна државата Република Македонија, во која што премиер на државата се занимава со режија? На 2 јуни. Тој само може да биде добар статист, па дали сега може и тоа во... Значи, договарањето со определување на задачите, па потоа определување на рок за избори, исто така го исклучува Груевски. Да ве подсетам, кога СДСМ опозицијата, власта во 2014 ги прифаќа и промените на изборниот законник, јас бев единствениот што се спротивстави заедно со уште 7 пратеници, морам да признам, од ДП, кои што гласаа против. Зошто? Од едноставна причина. Значи, додека се веруваше во договор, во можноста од договор со Груевски, под негови услови, јас кажав дека него нема да му верувам ни со даден збор, јавно подпишано и заверено на нотар. И тоа сега добро е што доаѓаме веќе до општа констатација. Но она што е исто така суштинско е, ние мораме да знаеме што сакаме понатаму да произведеме како процес. Се согласувам, да, треба да имаме одговорни институции, треба да имаме одговорни политичари во кои политиката е едно, институциите спроведуваат политика, но не спроведуваат партиски желби. И тука веќе се гради нов вид на ако сакате, консензус меѓу граѓаните, меѓу граѓанското општество и политиката, што е исто така процес за издвојување и за волја на вистината станува веќе и надетничка определба, што е втор успех во овие 25 години. Но ние не можеме во исто време да заборавиме дека до оној момент, додека не се изградат јасни механизми како таа концентрациона влада со општа обврска на сите, преодна како сакате наречете, со јасна одговорност на сите политички чинители, ќе ги спроведе процесите натаму. Сето друго, целиот празен простор после тоа останува да повторно биде злоупотребен и некоја партија да почне да си ја зима повторно државата под себе. За жал го немаме целосниот состав за да ги исцртаме ние тие контури, односно да кажеме како би било тоа договорено, меѓутоа ќе се обидеме и затоа на реакцијата на господинот само да ја слушнеме, да одговориме кратко за да имаме време за мандатот на предходната влада. Јас сум Бурим Реджепи, ќе поздрав за сите. Комплименти до последниот коментатор на мислењето. Прашањето ми е за господицава Ермира Мехмети. Значи, да се наврата малце до каде е Охридскиот договор и дали чувствувате морална вина за случајот Монструм. И второто прашање за господин Жрновски. Значи, за кој господин? Да.
Така, извинете, значи прашањето е, нели рековте дека треба да направиме чекор и со прсти. Значи, дали вие како партија значи чувствувате вина зашто во случајот Монструм нели седат невини луѓе во затвор, а вие тоа вистината за Македонија вие го имате на рас. Нели треба да се покаже тоа дека вие сте тој, мислам како партија да се покажете на таа точка. Да се обидеме само кусове, молам. Да, ова е веројатно прв пат јас јавно да се произнесам за едно од веројатно најконтраверзните прашања во смисла на градењето на соживот и во смисла на градење на независен судски систем кој што би требало да биде гарантот на тој соживот. Значи, кога граѓаните ќе се чувствуваат обесправени, без разлика од која етничка припадност се тие, независното и професионално судство би требало да биде тоа тело или таа институција која што ќе гарантира дека тие за нив правдата и законите ќе важат подеднакво и рамноправно и без никакво чувство на дискриминираност. Случајот, така наречениот случај, секогаш сум го нарекувала, така наречениот случај Монструм, е една од најслабите алки во нашиот и онака слаб систем на делење на правда или гарантирање на непристрасно судство. Од таа смисла, јас мислам дека јавноста, граѓаните, политичките партии треба да ја дознаат и имаат право да ја дознаат вистината и согласно таа вистина да се преземат тие мерки кои што ќе покажат или ќе докажат дека државата ја има таа храброст да реагира и да гарантира дека правдата е рамноправна и е иста за сите. Се согласувам, не е такво чувството во моментов. Се разбира дека и јас, како веројатно и секој друг политички активен поединец во дадениот политички контекст се прашува која е вистината. Во овој момент и понатаму остануваат отворени прашањата, но ќе ви кажам една работа, ќе кажам во какви политички вредности јас верувам. Има еден од повеќе случаи, еден ќе споменам овде, во 1974 година судството во Велика Британија осудува тројца така наречени бомбаши или бомбардери терористи на Ира, поради еден напад врз еден, значи бомбардирање на еден паб или бар во Лондон. 15 години подоцна судството заклучува дека тие биле бесправно држани во затвор и ги ослободува. Дури во 2005 година тогашниот премиер Тони Блер се појавува во јавноста и јавно бара извинување до семејствата и особено до тие тројца поединци кои што се држале бесправно во затвор. Семејствата на тие жртви на таквиот контраверзен правен систем или правосуден систем, таквото јавно извинување го нарекува процес на лекување, на лечење на раните на семејствата. Еден голем лидер, каков што е Тони Блер, имаше храброст и доблест на тој начин да се постави. И јас мислам дека тоа е најдобриот доказ како треба политичарите да ги гледаат институциите, да ги признаваат слабостите, да се соочат со нив и да придонесат во нивно надминување, значи во доизградба и зацврстување на независноста на институциите. Ова е навистина чувствително прашање, да не останеме должни на Никола, се извинувам, да му дозволиме господинот Оливер да му одговори на претходниот говорник, па потоа одиме понатаму. Ја ќе бидам конкретен во однос на прашањето. Апсолутно сметам дека реков колку да е болна вистината за Македонија и колку и на нас од СДСМ да ни е тешко заради тоа што ќе мораме да ја споделиме или моравме да ја споделиме во изминатите неколку месеци со јавноста, сепак вистината е таа која што мора да ја дознае секој граѓанин. Или како ќе рече Груевски, таа е како шило, ќе врти лево десно и на крајот ќе излезе на виделина. Ние само ја уверуваме македонската јавност дека нема да има прашање кое што нема да биде објавено, а е дел од овој проект Вистината за Македонија. Реков и претходно дека и случајот Монструм, како и многу други случаи ќе бидат исто така објавени. Тука уште еднаш се покажува абсурдноста на институциите на системот и партизираноста.
Па вие имате многу нагаѓања во јавноста сега, па дури и многу факти кои што произлегува од страна на аргументите од вистината за Македонија. Гледате дека Марко Зрневски не реагира по допрен глас, не поведува нови истраги, не обновува постапки за кои што биле водени така натаму и така натаму. Тука е дефектност на системот и затоа мора независен јавен обвинител кој што ќе ги процесира сите овие аргументи од вистината за Македонија и секој еден, како сака нека се вика, најмногу Груевски, Мијалков и сите понатаму ќе мора да сносат одговорност пред македонската јавност. И сега, за да биде појасно пред македонските граѓани во овој период што следи, што по што ќе се случува, односно што би требало да се очекува, сепак ние ќе мора да претпоставуваме како ќе се одвиваат работите, меѓутоа вашето мислење. Значи, конкретно кој е мандатот на преодната влада според вас, кој би требало да биде? Го поставувам прашање поаѓајќи едно долго прашање на господинот Гаврил Лазаревски од Битола, кој го кажа своето гледање на работите, не можеше да дојде тука за жал и набројува на вистина бројни задачи конкретизирани со роковник, прочистување на избирачки списоци, реформирање на судство, обвинителство, преиспитување на состојби во сите министерства и уште многу други работи. Значи, за да биде појасно, кој би требало да биде мандатот на преодната влада кој што ќе доведе до избори во кои што сите граѓани во оваа држава ќе имаат доверба дека нивниот глас отишол таму каде што тие сакаат. Господин Кикиновски. Сигурно врските, доколку постои таква преодна влада, ќе бидат големи и немој некој да мисли дека оној кој што ќе учествува во таа влада е привилегија, туку напротив голема обврска и голема одговорност пред граѓаните на Република Македонија, бидејќи ситуацијата треба да завртена од глава, треба да вратите на нозе целокупната таа состојба, да ги поставите основите на која што во иднина ќе работат сите институции. Жално е што за сиве овие години ние не успеавме да воспоставиме вистински систем, вистинска демократија, не успеавме да воспоставиме институционален интегритет. Него едноставно секоја политичка партија која што доаѓаше си користише институциите пред се за реализација на своите партиски, меѓутоа и лични интереси и многу помалку дури трето, четврта, може би наред доаѓаше општествениот интерес, односно интересот на граѓаните на оваа држава. Што значи дека дилемата сега не е оваа ситуација само како да се разреши, туку да не се случи оно што на вистина голем број на граѓани стравуваат, да не се сменат само улогите и без оглед на тоа кој е на власт да продолжи истиот начин. Тоа е основата, значи ние не можеме да дозволиме да и понатаму продолжат да функционираат институциите на системот вака како што функционира, не смееме да дозволиме и понатаму политичарите да се однесуваат вака неодговорно како што се однесува, не смееме и понатаму да дозволиме вакво авторитарно, тоталитарно владење, не смееме и понатаму да дозволиме да партијата биде срасната со државата. Не смееме понатаму да дозволиме да имаме вакво судство како што имаме, односно ваква монополизација над медиумите и сигурно ваква работа на истражните органи. Оттаму, значи, велам ќе биде многу тешка работата на таа евентуално преодна влада, заради тоа што тие во една насока сигурно дека тие треба да ги охрабрат, меѓутоа од друга страна и да ги ослободат граѓанинот од овој притисок кој што го чувствува постојано. Значи тие треба да овозможат тој да искаже слободно својата волја на изборите, а не да реагира, односно да гласа така како што ќе му биде наредено. Или сега како тоа да се обезбеди? Сега ќе мора да се бориме за збор бидејќи имаме многу малку време уште. Значи господине, одржлива демократија, тоа е најбитно. Значи да дојде до израз слободната волја на избирачот. Значи вие не само да ги реализирате изборите, не да ги реализирате, туку не само да биде гласачот слободен на денот кога ќе гласа, туку претходно треба да ги создадете сите предуслови за да тој може слободно да искаже својата волја. Зборувајќи за природната влада, вие велите концентрациона влада која нема да го остолежи СДСМ на власт без избори, се разбира. Ќе спроведе попис како основа за суштински прочистен избирачки список и ќе се промени изборниот модел една изборна единица и отворени листи. Сосема кратко суштината на една изборна единица и отворени листи за да им се објасни тоа на граѓаните и вашиот став во врска со тоа, дали би биле вие за, бидејќи тука се работи за гласање конкретно за име и презиме, вие ќе објасните. Да дополнам само уште една работа и реституција на имотот одземен со притисок, стекнат со притисок и на употреба на лостовите на власта и моќта.
Една изборна единица. Значи, во цела Република Македонија се гласа за иста листа од 120 пратеници. Отворена листа, значи можете да избирате на кого му го ставате приоритетот. На тој начин, сакате да имате диаспора да гласа, нема проблем. Гласа за тие исти 120, па дали во Детройт, дали во Делчево или во Дебар, исто е. Се гласа за таква листа. Се елиминира нееднаквоста на гласот. Се овозможува со праг или без праг, зависно од прашање на договор на таа на концентрациона влада. Се доаѓа до она што значи репрезентативност. Сакате политичка. Сите политички партии ќе може да учествуваат внатре во еден таков парламент со одреден минимум праг на гласови, што ќе овозможи парламент кој нема да биде монолитен, контролиран од големи партии и нема да создава големи проблеми, што значи ќе се решаваат големи прашања. Зошто е тој изборен модел потребен? Затоа што конечно во Македонија политичкиот диалог мора да влезе во институциите, а тоа е возможно ако сте принудени и ако водите политика на компромиси, на политички решенија. Значи дали ќе имате рамен данок од 10 или од 12% може да биде тема, но не дали да ги понатаму да ги судирате, не знам, прашањата по рамковен договор и слично. Да не забораваме само една работа. Рамковниот договор не е документ за себе, рамковниот договор е устав. Претходно го поставивте прашањето, тој е срочен во уставот. Кога зборуваме за почитување на рамковен договор, зборуваме за почитување на уставот. И да не останам, значи, покусо во објаснувањето на едината изборна единица. Таа овозможува да немате напнатост на денот на изборите, да имате реално соочување на политичките концепти пред изборите и оно што го спомена претходно дискутантите. Нас не е потребен процес во кој еден ден на изборите не значи се. Напротив, вие може да немате никакви нерегуларности во текот на денот, но ако претходно ви биле натерани луѓето да били изложени на притисок, на закана со не знам беше тоа закана со работни места, со инвитро и слично, џабе нема тука слободен изборен процес. И конечно да завршам. Нас не е потребно на тој начин да дојдеме до влада во која компромисот по клучните прашања ќе биде пренесен внатре во извршната власт. И затоа и овој компромис што сега ќе се постигне, компромисот е секогаш болен, не знам колку е разумен, но секогаш е болен компромисот. Тој компромис ќе биде необходен за да можеме натаму да се посветиме на суштинско проектирање на државата, ако така сакате да кажеме, затоа што оваа држава мора да се развива натаму по концептот, граѓанскиот концепт во кој што индивидуата, а не поединечната политичка партија и раководство се на прво место. Благодарам, извинете што е малку подробно. Што велите вие за отворени листи? Како поголема партија, значи, поголемите партии бегат од тоа? Прво да кажам во однос на предходната влада дека очекуваме да биде влада со мандат кој што ќе овозможи минимум услови за фер шанса за секој политички субјект кој што учествува на тие избори. Дали е тука слободата на медиумите, дали е избирачкиот список, изборниот законник да се разговара за него, за одделувањето на партијата од државата, за надзорните функции врз институциите на системот, едноставно да се деузурпира државниот систем кој што прави сериозни притисоци и ова што и господин Величковски го кажа, не денот на изборите, изборниот процес воопшто и периодот кој што престои пред тие избори е многу важен за Република Македонија, дали имаме ние демократски амбиент во кој што ќе учествуваме. Сега сам е подготвен да разговара за сите можни отворени прашања кои ќе допринесат. Да кажете да или не? Апсолутно, значи што ќе може лично моје мислење, јас сум за отворени листи, на кои што меѓутоа реков дека сега сам е отворен да дискутира за сите прашања кои што ќе бидат отворени во рамките на овој процес, а ќе допринесат за демократизација на Република Македонија. Бидејќи основната обврска на секоја политичка партија од тука натаму ќе биде не да продолжиме по истерк, туку заеднички да покажеме политичка волја и пред се да ја реализираме таа политичка волја во формирање на нешто ново во Република Македонија, на демократски институции кои што ќе важат за граѓаните, сериозна борба да отвориме против криминалот и корупцијата, без разлика на името и политичката припадност на која што се наоѓа тој што направил таков криминал и само во такви рамки да покажеме дека може поинаку во наредниот. Завршуваме со ова, Седмира. Добро. Прво што се однесува до мандатот на преодната или транзицијска влада, мислам дека тој во дебели црти е опишан во договорот од Пржино. Таму има една точка која што точно ги опишува надлежностите на владата. Мислам дека во секој случај тоа би требало да биде кабинет со прилично ограничени надлежности
затоа што во краток временски период не може премногу задачи да се зададе, а сепак да се основа врз оние клучни принципи врз кои што ние го градиме нашето општество. Значи, етнички соживот со гаранции за спроведување на рамковниот договор односно уставот, евроатлантска ориентација, заложба на сите за зацврстување на демократијата, независноста на институциите и така натаму. Значи, тие генерални принципи кои што го гарантираат демократскиот дух. Што се однесува до изборниот модел, апсолутно ја поддржувам иницијативата за отворени листи и мислам дека оние политичари кои што некогаш се кандидирале или трчале на избори знаат најдобро зошто. Затоа што најголемиот товар на свој начин го сносат тие во изборниот процес и на денот на изборите, а понатаму се соочуваат со парламент кој што всушност ја нема таа улога која што секој парламент во секоја плуралистичка демократија би требало да го има. Да, меѓутоа... Значи, ние имаме пратеници кои што јавноста и не ги познава, за жал, пратеници кои што не се осмелуваат да Значи, со овој начин на гласање, таков пратеник не може да биде повеќе никогаш пратеник, бидејќи секој гласач ќе гласа за оној во кој што верува дека нешто ќе стори. Јас мислам дека нам ни треба модел на отворени листи кој што ќе ја врата централната улога на не само законодавен дом, туку представник на или застапник на суверенитетот на државата и гарант на суверенитетот. Таков парламент не се гради со ваквиот модел на номинирање на кандидати од страна на централните партиски тела. Јас многу ви благодарам. По не знам кој пат се повторува дека оваа емисија треба навистина многу подолго да трае, бидејќи се отвараат различни прашања. Следната е за 2 недели. После еден понеделник, значи на програмата на 24 вести, темата зависи од одвивањето на работите, од состојбите во оваа држава. Ви благодарам вечерва што не гледавте и не заборавајте да напишувате на социјалните мрежи, на профилите на Отворено на Твитер и на Фејсбук. Пријатна вечер.